Ова е црквата Свети Атанаси во Лешочкиот манастир, најубавата и најпосетуваната во Тетовско. Таа е едно од поновите верски објекти во манастирскиот комплекс и целосно возобновена по војниот конфликт во 2001 година, но старите древни духовни светилишта во состав на манастирот, кои потекнуваат од средновековието, а заштитени со закон, се оставени на забот на времето. Храмот Света Богородица, еден од ретките по својата архитектура и фреско живопис, на повеќе места прокиснува, а фреските се ронат. Во уште полоша состојба е црквата Свети Атанаси, која се наоѓа над патот кон селото Брезно. Откако е запален за време на Османлиското царство, тој воопшто не е возобновен. Пред неколку години поставен е само лимен покрив на објектот. Тука внатрешноста е речиси руинирана. Останати се зидовите, односно камењата кои се распаѓаат. Тука под речиси да нема. Кога влегувате во овој објект, ништо не наговестува дека станува збор за православен храм. Можеби самата градба и неколкуте фрески кои што се останати на олтарот од оваа црква. Од Тетовското архиерейско наместништво велат дека двата храма се културен белег од ова поднебје, ако се знае дека Лешочкиот манастир во средновековието бил и епископски центар, но поради нивната заштита, тие како црква не смеат да интервенираат. Тој манастирот, кога е разрушен, на него всушност ништо не е превземано, локалните селани се собираат за каната на Свети Атанаси на 30 јануари, каде што осветуваме вода и благословуваме славски колач во чест на Свети Атанаси. Меѓутоа, за самиот манастир ништо особено не е превземено. Се разбира дека вие како што видовте, манастирот треба покрив, треба да се направи и под, треба да се направи и иконостас и така натаму, значи има доста работи за да би можел тој манастир целосно да профункционира. Сепак, имајќи предвид дека се работи за објекти кои се под заштита на Заводот за културни споменици, обврските за заштита на овие локалитети ги има тие и тие треба пред се да ги видат недостатоците и да ги санираат. Чинам дека постои проекти за обнова на стариот манастир на Свети Атанаси. Што се однесува до црквата Богородица, Успение на Пресвета Богородица, во која монасите слегле малку, да кажеме, подоцна, значи од 15-тиот век се населиле околу неа. Ова е црква која според најстарите историски извори била првично изградена на некои стари темели византиски во пред 1019 година. 1019 година било присоединета кон Охридската архиепископија, но подоцна била разрушувана и во 1329 година е повторно обновена во турско време. И како што можете да видите дека оваа црква ваква каква што е генерално според својата архитектура датира од турско време, показател се скаличките кои што се надоле, бидејќи согласно турските закони и фермани било потребно да црквите биде изградени малку подолу, да не биде на видно место и скаличките всушност сведочат за незината архитектонска поставеност во турско време. Вие видовте дека таа црква е целата фреско живописана со мотиви од Евангелието. Кога влегувате на левата страна од вас е мотивот на страшниот суд Христо, во горниот дел се насликани Пресвета Богородица, Свети Јован Претеча, Пантократор, господските празници, мотивите од Стариот Завет и така натаму, и фрескоживописот е навистина прекрасен фрескоживопис и таа е една од ретките цркви во ова подрачје. Всушност во неа дури се богослужи за време на оние богородичните празници во текот на годината. Секако дека пак ќе напоменам дека бидејќи таа е стрикно ставена под Заводот за заштита на културни споменици и надлежностите се нивни. Всушност ние и без нивна дозвола не смееме во никој случај да реагираме и заради тоа пак се они првоповикани да ги видат сите недостатоци кои што се потребни да се поправат во таа црква. Пред се тие се функционалниите. Вие сте го снимале покривот, протекувањето на покривот и некои други работи во самата градба, иако генерално можеме да кажеме дека иконите се и фрескоживописот е заштитен и е безбеден.
Од Министерството за култура велат дека изработен проект за конзервација на црквата Света Богородица во Лешочкиот манастир, но истиот нагласуваат отаму е во делот на иницијативите на владата, кои не се поврзани со стратешките интереси на државата, и проектот ќе се реализира во наредните неколку години. Во меѓувреме оваа година планирано е превентивно да се интервенира на санирање на покривите од камените плочи на трите апсиди на црквата. Тоа подразбира поставување на времен покрив заради обезбедување на соодветни услови за изведба на конзерваторски зафати на архитектурата и живописот. Од надлежното министерство за сега не планираат да преземат мерки за санација и конзервација на најстариот храм од Лешочкиот манастир Свети Атанасий, од каде практично започнало духовно да се развива ова светилиште. До 15 мај рокот за аплицирање за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации. Инструментот е наменет за сите микро, мали и средни предпријатија и приватни здравствени установи со доминантна домашна сопственост, кои сакаат да развијат иновативен производ, услуга или процес. Деталите за повикот денес беа презентирани во Фондацијата за поддршка на предпријатија ЕСА во Тетово. Ние веќе од претходната година почнавме со нова програма во склоп на Фондот за иновации, кој е поддржан исто така и од Светската банка, за да им помагнеме на микро, малите и средните предпријатија во нашата држава да се развиваат, да креираат нови продукти и истовремено со тоа да го зголемиме и вработувањето, но истовремено тие компании да бидат по-конкурентни не само во нашиот пазар, но истовремено и во регионалниот пазар, во европскиот, во глобалниот пазар. И слично, како што ги знаете и податоците, веќе претходната година тие компании што добија од оваа програма дава плати, посебно за младите, надпросечната плата во нашата држава и ние во оваа насока и ќе продолжиме. Денешниот настан е со цел да прво ги мотивираме компаниите да ги разгледаат условите на тековниот повик за финансирање, но со кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации, да ги поттикнеме, да презентираме детали, кои се условите, кои се критериумите за селекција и секако да одговориме на прашањето. Она што го гледам сега во моментот натре, имаме навистина голем интерес за учество и за добивање на ваков тип на информации. Она што е новина е што за компаниите од Полошкиот регион ќе овозможиме техничка помош, односно за сите оние кои се заинтересирани да аплицираат локално во Тетово ќе може да добијат и советодавни услуги за тоа повторно кои се условите, кои се критериумите, во која насока треба да се подготват и апликации. Сакам само да напоменам дека во моментот има повикот трае веќе е отворен повеќе од 3 недели, завршува на 15 мај. Ќе искористам оваа прилика да апелирам до сите компании, особено од Полошкиот регион, да искористат можностите да аплицираат. Минатата година немавме голем интерес. Денеска сме тука за да ги мотивираме и да го поттикнеме. Тој интерес, бидејќи сакаме покрај компаниите од главниот град, компаниите од останатите региони во државата да учествуваат во овие повици. Денешниот настан во Тетово се реализира во рамки на годишната програма на Комората на Северозападна Македонија. Подобрениот пристап до финансии представува една од стратешките определби за нас као комора и токму во тој правец денеска сме тука во Тетово да презентираме пред нашите фирми можноста што ги нуди Фондот за иновации и технолошки развој. Пред се тука би сакал да истакнам и поддршката на Министерот за економија кој е денеска присутен со нас, но особено и директорот на Фондот за технологии, иновации и развој. Идејата е денеска да се презентира повикот за комерцијализација на иновации, но исто така од прва рака да се земат информации по тоа што значи постапка, кој е најдобар начин да се постигне до тие средства и добрите искуства од претходните повици. И се надеваме дека овој интерес што се покажува од страна на фирмите ќе има позитивен исход во следните повици. Вкупниот фонд на грантовите изнесува 5 милиони евра, од кои 3 милиони обезбедува владата, додека 2 милиони Светската банка. Во продажниот салон на Бау центарот Ампер во Тетово денес беше отворен сајмот на производители на рачни и машински алати, каде тетовци имаат можност да се снабдат со алатите кои им недостасуваат во нивната работа, истовремено и да ги видат новитетите и иновациите во областа со која се занимаваат. Во Бау центар Ампер
се одржува куќниот саем, на кој што се нудат различни електрични алати, рачни алати со поволни цени, со голем избор и понуда, пред се во акумулаторскиот сегмент, кој што во моментов е актуелен и се развива со голем интензитет за да можеме да ја заштитиме природата, за да можеме на корисниците да им понудиме поголеми можности, перформанси и опции за поволна цена. Ги поканувам сите посетители, сите корисници на алат, посебно мајсторите, каде што може да најдат навистина голем избор, да изберат од правите машини, професионални. Во моментов се нудат марките Makita, DeWalt, Metabo, Bosch. Би ги поканил да искористат таа прилика од четврток до сабота да дојдат на нашето случување и да се почастат со убав алат. Ние сме компанијата Stanley Black & Decker Македонија, застапништво за DeWalt, Black & Decker и Stanley. Веќе преку 20 години сме на пазарот. Нудиме професионални алати, нудиме аматерски алати. Ова е веќе 7 година како сме присутни во сајмот во Тетово, кај Ампер. И ги покануваме сите љубители на електричен алат, сите љубители на високата технологија, да повелат тука да се запознаат со најновите достигнувања технолошки на нашите брендови и да го искористат попустот од 30% овие 3 дена. Сајмот на најпознати производители на рачни и електрични алати ќе трае до сабота во продажниот салон на Бауцентар од Ампер, лоциран на улица Илинденска во Тетово. Со собирни акции, активности на мобилни тимови и поставување на посебни штандови, Општинската организација на Црвениот крст во Гостивар ја одбележува неделата на солидарност, која трае од 15 до 21 април. Ова е традиционална активност на Црвениот крст, а годинешното мото гласи Вашиот прилог, значајна помош. Целта е преку имплементација на хуманитарни активности да се подигне свеста на населението за потребната меѓусебна поддршка и помош за ранливото население. Покрај парични средства може да се донираат и храна, облека, обувки, средства за хигиена, кои треба да се предадат во Црвениот крст. Значи, вака Црвен крст на Република Македонија има календар на активности, каде еден од, да речам така, главните активности е и недела на солидарност. Каде Црвен крст на Република Македонија, Општинска организација Гостивар, се вклучува во оваа недела, значи ова е собирна недела на средства, кај што се обезбедуваат средства и тие средства се наменети за социјално загрозени семејства, кај што се набавуваат пакети и пакети се дедикираат за тие семејства. Младинците на Гостиварскиот Црвен крст организираат и хуманитарен кошаркарски надпревар, кој ќе се одржи утре вечер во 19 часот. Во спортската сала Младост за хумани цели ќе играат екипите на женскиот кошаркарски клуб Гостивар со ЖКК Работнички. Надпреварот има мото "Кош поблиску до целта", а е во рамки на програмата за промоција на хумани вредности. Собраните средства од влезниците ќе бидат наменети за помош на социјално загрозено семејство. Пронајден пиштол кај 21-годишник од Пршовце, кој го поседувал без дозвола. Пиштолот Пиетро Берета калибар 7,65 мм со празна рамка вчера попладне го пронашле полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Рогачево, откако на тетовското село Доброште го запреле возилото со кое се превезувало лицето заедно со 17-годишник од Доброште. 21-годишникот претходно испукал неколку куршуми во непосредна близина. Извршени увита двете лица од возилото се лишени од слобода и задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Вчера пак околу 13 часот и 50 минути во гостиварското село Топлица запрено е возило БМВ со гостиварски регистерски таблици, што го управувал 22 годишен жител на Топлица, а во кое се наоѓале 20 годишник и две малолетни лица на возраст од 16 и 17 години од истото село.
При преглед на возилото пронајдена е марихуана. Четворицата се лишени од слобода и задржани во полициската станица Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера околу 6 часот и 45 минути 18-годишник од тетовското село Тушиште извршил кражба на метална каса за доброволни парични прилози од верниците во џамијата Иски на улица Пробиштипска во Тетово. Тој насилно ја извадил касата и заминал, а нешто подоцна околу 15 часот на улица Јане Сандански во Тетово лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово, пошто против него ќе следува соодветен поднесок, информираат од тетовската полиција. Продолжуваат акциските контроли на сообраќајната полиција на возилата кои вршат јавен превоз на патници, автобуси, минибуси и комбиња. Во вчерашната контрола, спроведена од 9 до 14 часот, биле опфатени 101 вакво возило, од кои 66 во Тетово и 35 во Гостивар. При контролата биле откриени 25 прекршоци, 12 во Тетово и 13 во Гостивар, поради кои од сообраќај се исклучени 17 возила. Најмногу прекршоци во оваа контрола, вкупно 14, се однесувале на неисправни сопирачки. 3 возила имале неисправни други уреди, 2 биле со истечена регистрација, 5 не се јавиле на вонреден технички преглед, а 1 немало комплетна опрема. Констатираните прекршоци, односно недостатоци во оваа акциска контрола, заокружени се со 25 прекршочни платни налози, од кои 12 во Тетово и 13 во Гостивар и со 5 барања за поведување на прекршочна постапка, 2 во Тетово и 3 во Гостивар. Од утрек има теренска вакцинација во основните и средните училишта, информираше денеска министерот за образование и наука Арбер Адеми. Во постојана комуникација сме со министерот за здравство и навистина станува збор за алармантна ситуација, така што сме во фаза на изнаоѓање на што подобро законско решение и во Законот за основно образование, каде што при упис во основните училишта треба да се приложи аргумент дека вакцините се примени, но секако секоја наша одлука треба да биде во насока и во согласно со уставните одредби, каде што основното образование е задолжително и со вредноста дека треба да се запази, да не се загрозува јавното здравје на било кој, вели Адеми. Министерот истакна дека во оваа насока ќе бидат нивните решенија, законски и подзаконски, но ситуацијата со морбилите, како што рече, станува алармантна. Уставот е јасен, основното образование е задолжително. Бидејќи во законот имаме одредба кај што треба да при уписот во основните училишта треба да се приложи аргументи дека вакцините се примени од страна на детето. Но сепак велам, треба да ги имаме предвид овие вредности, што се заштитени и со уставот, но и со законите. И треба да делуваме, било како индивидуи, било како институции, во согласно со овие темелни вредности на уставот, и образованието, и правото на образование, но и за заштита на јавното здравје. Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски соопшти дека ДИК го презеде доверливиот материјал, гласачките ливчиња и друг материјал потребен за престојните председателски избори, како и за вонредните избори за градоначалник во општините Охрид, Дебар и Ново село. Тој изјави дека се е подготвено и дека очекува внедела да нема никакви проблеми во смисла на квалитетот на гласачкиот материјал. Дерковски ги демантираше лажните вести за ликот на гласачкото ливче, публикувани од социјалните мрежи. Гласачкото ливче го содржи знамето на нашата држава, редните броеви на кандидатите, имињата и презимињата на кандидатите и символите на политичките партии кои што дадоа согласност да стојат тие символи. Никакви други ознаки на гласачкото ливче нема и да не се доведува во заблуда јавноста дека има било какви други додатоци. Безбедноста на највисоко ниво, овие ливчиња има 21 заштита. Така да не можно да се фалсификува ниедно ливче, посебно оригиналните записници се направени на заштитна хартија, со не можно да се копира, не може да се преправа и на специјална хартија со генерирани податоци за секој избирачко место.
Денес имавме облачно време со сончеви периоди и со локален дожд. Дуваше слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурите се движеа во интервал од 1 до 14 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд. Локално врнежите ќе бидат поројни, проследени со грмежи и засилен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 1 до 17 степени Целзиусови.